Добро вечер. Вонредна политичка анализа. Во петокот имавме вонредна политичка анализа, вечерва редовна или вонредна политичка анализа. Во петокот таа вонредна политичка анализа со работен наслов Мазут на стероиди, која нели ја образлагаше, ја анализираше, всушност објавивме експлозивни информации поврзани со најголемата афера финансиска политичка изминатите 20 на дена во Република Македонија. Афера која треси македонската влада, ја треси македонската јавност, треси и делови на опозицијски македонски или албански политички структури во Република Македонија. И ние објавувајќи одредени ексклузивни информации, всушност брцнавме со прст во окото на октоподот. Меѓутоа, на почетокот на ова вонредна анализа имам еден голем знак на прашалник, знаете, ни сам не можем да ви го кажам или да ви го соопштам или да ви го дизајнирам одговорот, можем само гласно да размислам. Ако целата структура е направена 1/3 за СДСМ, 1/3 за ДУИ и 1/3 за ВМРО-ДПМН и таа третина на ВМРО-ДПМН да се дели дел промицко и дел прогрујо структура, тогаш а и самата нели акционерска во наводници структура на фирмата РКМ е така направена, Сулковски 66-67%, значи 2/3, Капушевски 33-33, односно 34%, значи 1/3, значи 2/3 ДУИ во наводници СДСМ, 1/3 ВМРО-ДПМН. И ако тројца браќа сложно се договориле да може да контролират, да не речам да делат од тој колач од таа структура, тогаш кој е факторот X кој прави експлозија на таа политичка или на таа финансиска афера? Дали македонската јавност е толку силна, самата се има кренато, се има костернирано, има експлодирано, значи преку глава и има дојдено, толку работи се случили изминатите 1, 2, 3, 4, 5 години, таа јавност не покажа дека ако не е стимулирана од одредени други структури, центри, внатре или надвор од Република Македонија, тешко самата се мобилизира, но ајде да речеме дека јавноста може сама да се мобилизира и токму околу тоа прашање така да експлодира, да изврши стравичен притисок на власта, обвинителството, сите структури во Република Македонија, повторно да се преиспитува тој случај, биејќи знаете кој е обвинител, кој судија, кој политички субјект на така кренато, спонтано или стимулирано македонската јавност би можел да се откаже од таков судски случај или обвинителски случај. И под број 2, дали некој е стимулирал македонската јавност? Гледате, имаше 2 или 3 периоди изминатите 3 или 4 години во процесот на рушење на СДСМ и во процесот на носење на власт на ВМРО-ДПМН, кога во наводници спонтано се креваше македонската јавност. Едниот случај беше изборот на Ислам Абази за јавен обвинител на обвинителството за борба против организиран криминал. И тука дел на олигархиски структури стоја и така натаму и така натаму. Али Ахмети, нели Бојар Османи и Артан Груби 2024 или 2023 година обвинува за постоење на одреден олигархиски центар кој контролира или води операции за рушење на ДУИ и на Али Ахмети. Под број 2, тоа беше аферата со пасоши во Република Македонија. Оливер Спасовски сногење или не сногење на Оливер Спасовски, една афера преку Телма Пасоши, Боби Христов, интервју со Оливер Спасовски, така натаму и така натаму. И третата во наводници афера која е крева на нозе македонската јавност, значи се случува се и се што во меѓувреме, меѓутоа ова е афера која е пандан на овие претходни две афери. Тоа е во наводници откажување на обвинителството за борба против организиран криминал од случајот Мазут, поради во наводници недостиг на докази. Не дека нема тело, нема дело, туку нема доволно докази да може да се процесира целиот тој случај. Иако има 3 структури, ВМРО, ДУИ и СДСМ, тогаш кој ја крева македонската јавност? Гледате, ДУИ, ВМРО, СДСМ е слаб. Плюс тамо е под контрола на Зоран Заев и тие се тотално небитни во целиот овој процес. Учесувале, може би делеле, може би правеле, може би се талеле, што би рекле на север од нас, меѓутоа немаат некој капацитет да направат на таква реакција, на таква експлозија на македонската јавност. ДУИ и ВМРО-ДПМН, видите, јавно е тајна дека се договорени предвремени избори, може нешто да се изјави во меѓувреме, меѓутоа јавна тајна дека се договорени предвремени избори пролетта наредната година. Еве да речеме април наредната година. И јавна тајна е дека после тие избори
постои джентлменски договор помеѓу ДОИ и ВМРО ДПМН, тие да формираат идната влада. Ако постои джентлменски договор помеѓу ДОИ и помеѓу ВМРО ДПМН, а во наводници акционерите во ова РКМ друштво се ДОИ и ВМРО ДПМН, тогаш на ДОИ и на ВМРО ДПМН не им одговара да биде отворена таа афера, освен ако не се влези во процес на конфронтација на ДОИ, ВМРО ДПМН влада, по истите основи на конфронтација што беа на СДСМ и ДОИ владата со делови или реслови на олигархијата, или станува збор за еден драматичен конфликт внатре во структурите на ВМРО ДПМН. Периодот кој следи, нас ке ни го даде одговорот на така поставеното прашање, да не речам така поставената дилема, бидејќи таа е дилема или прашање над сите прашања. Кој де факто го отвори случајот за одредени бизнес и политички пресметки во и околу македонската влада? Видите, почитувани гледачи, ако има криминал во аферата Масот, тогаш тој криминал е во два сегменти. Не е во набавка, не е во служба, не е во квалитет, не е во тоа кој има лаборатории и така натаму и така натаму. Аферата или криминалот може да се прави во два сегменти. Под број 1, како се купени и која цена е платена за купување на тие 66% од акциите на компанијата РКМ, и под број 2, каква е содржината или каква е структурата на јавниот тендер со кој се распишува или јавниот повик за да можат фирмите да учествуваат на тој тендер за снабдување на Република Македонија, на ТЕЦ Неготино, на електростопанство или електрани на Република Македонија со потребниот Масот. Нема видливи или јавни документи, ја барем не сум ги видел, колку точно изнесува сумата која е Сулковски, кој станува доминантен акционер во фирмата РКМ, а е во блиски релации со една нафтена компанија Путско Петрол во Република Македонија, ја има платено за тие 66% од акциите во фирмата РКМ. Освен во дел на медиумите, а тоа прво го објавува порталот или емисијата 360 степени, и тоа го објавува при интервју со лидерот на ДОИ Али Ахмети, еве го насловот на таа емисија или на таа објава во порталот 360 степени. Зетот на Али Ахмети бил партнер со бизнисмен кој успел за 24.000 евра да купи 65%, значи не 66, туку 65%, како што објавува 360 степени, од фирма со обезбедени државни тендери од 112 милиони евра. Испада дека тие државни тендери се повеќе од 112 милиони евра, 167 или 212 милиони евра според Антикорупцијска комисија на Република Македонија, меѓутоа еве пред 3 години порталот и емисијата 360 степени први објавуваат дека за 24.000 евра Сулковски купил 65 или 66% од акциите во фирмата РКМ. И тука доаѓаме до клучното прашање. Ако фирма која има толку големи тендери е продадена за 24.000 евра, дали е тоа реалната сума? Бидејќи ако вие имате толку многу пари, ако имате толку многу профит, тогаш дали би продале фирма за 24.000 евра? Ако ја продадете поскапо, например, гледате, има сега една афера во турскиот фудбал, каде што фудбалер на Фенербахче е пријавен дека игра за 400 евра, а всушност некој симпатизер или спонзор на Фенербахче му плаќа 5 милиони евра плата, се вклучува и Турската фудбалска федерација, се вклучува УЕФА и го казнува Фенербахче, мислам, со 10 милиони евра. Зошто? Бидејќи откриле дека сака да ги изиграат законските прописи. Пријава од помала плата, а тој всушност добија многу поголема плата. Во конкретниот случај, едно е ако вие купите акции 65 или 66% за 24.000 евра, вие плаќате данок на 24.000 евра, но ако сте платиле 500.000 евра, 1 милион, 2 милиони, 5 милиони евра, јас не знам колку реално би можело да биде платено за тие акции, тогаш вие треба да платите данок на 500.000 евра, на 1 милион, на 10 милиони евра. Разликата помеѓу тоа што сте го платиле на сума која е пријавена и ако постои црна сума која сте ја платиле на рака, кога се купува нива, вие плаќате 2000 евра и тоа го пријавувате и плаќате данок на тие 2000 евра, но нивата може да чини 200.000 евра и не плаќате данок на разликата од 198.000 евра, може би во конкретниот случај станува збор за една таква операција.
Тоа е перење пари, кога вие плаќате помалку данок на помала сума, зошто бидејќи не сте пријавиле вистинската сума. И под број 2, тоа се тендерите кои се распишуваат и во структурата на тендерите вие поставувате такви услови, намерно, свесно поставувате такви услови, со кои од игра ги исфрлувате конкурентите. Една фирма може да ги исполнува само тие услови, вие намерно тие услови ги ставате во огласот или во јавниот повик и врз база на тие услови вие тогаш можете на некој начин да го режирате тендерот. Можете да режирате одредена операција. Например, кога станува збор за оној последен трет тендер, кој е предмет на оваа афера Мазут, во една од точките на распишаниот јавен тендер се вели понудувачот да има минимум еден договор за испорака на мазут во последните 3 години во количина од минимум 100.000 тони мазут во државна институција или на друго место и за последните 3 години се смета периодот од денот на јавното отварање па нанасат. Само една фирма го исполнувала тој услов да има одредена трансакција или сделка 100.000 тони мазут во последните 3 години во државна институција или на некое друго место. Кога станува збор за трговијата со мазут, тогаш ние во Република Македонија мораме да се повикаме или да го проучиме законот или трансакцијата за продажба на Скопска Окта или на рафинерет Отка на грчкиот Хелиник Петролеум, бидејќи со продажбата на Окта македонската држава се обврзга од Окта, односно од Хелиник Петролеум, годишно да купува одредена количина или одреден контингент мазут. Мислам дека 2 пати државата има платено сериозни пенали бидејќи ја нема исполнето таа законска обврска, дали 2 пати по $50 милиони или некоја слична сума. Бидејќи 12% акции во Хелиник Петролеум, односно во Окта, во Република Македонија има фирмата Пуцко Петрол, рече дека Пуцко Петрол може во секој момент да обезбеди доволна или потребна количина мазут и е во предност во однос на сите конкуренти, бидејќи во најголем дел мазутот кој се увезува во Република Македонија, па сега и нафтата која увезува Мак Петрол и другите компании во Република Македонија, во најголем дел се купува од Хелиник Петролеум, па се додават одредени адитиви, па се меша, па се прави одредена нафта која се разликува една од друга, меѓутоа мазутот се увезува од Република Грција, која сте вие во предност, а сте во предност не дека го изигрувате законот. Туку имате 12% акции во Окта, подоцна се продадени тие акции во Окта, тогаш вие можете да ги диктирате условите на пазарот. И во наводници тука доаѓаме до клучното прашање на легитимитет и на легалитет. Дали е тоа согласно законот? Веројатно да. Тоа е истата дилема како е со законот за приватизација. Дали е приватизацијата спроведена легално и дали приватизацијата е спроведена легитимно. Приватизацијата во најголем дел е спроведена легално. Не се повредени законите во Република Македонија. Дали е тоа легитимно? Апсолутно не. Бидејќи сите граѓани на Република Македонија требале да добијат свое парче, свое портфолио во акционерската поделба на богатството на Република Македонија. Ми се чини дека таа дилема имала и обвинителката Коларич или Коларевич, има нели 2 верзии на незиното презиме, дали се испочитувани законите и таа веројатно сметала дека има криминал, но дека тој криминал тешко може да биде докажен криминал во структура на тендер, на односи, на распределби, така натаму и така натаму, но ако имате една изјава на помошник директор на Електростопанство на Македонија, па една изјава на советникот кој е специализиран за комерцијални набавки на Електростопанство на Република Македонија, тие се овластени од генералниот директор кој е избран во мандат на Христијан Мицкоски, тие дале на 3 март ова година одреден исказ или 4 март ова година, каде што вела дека не е оштетена компанијата, тогаш вие може да предпоставувате криминал, но тешко може да го докажете тој криминал. И тука имате еден драматичен конфликт на легалност и на легитимност. Дали е легитимно така да биде спроведено? Апсолутно не. Дали е легалност? Обвинителството оценило дека не може тоа да го брани или да го докаже на суд. Ајде уште збор 2 за тие 2 односно 3 тендери кои ги има добиено фирмата РКМ. Еден тендер кој е пред овој тендер во вредност 167 милиони евра,
Тоа е објава на 29 ноември 2021 година. Значи денот на Републиката, 29 ноември, во мандат или во време на поранешна СФР Југославија го славевме како голем државен празник. Значи на 29 ноември 2021 година набавка, јавна набавка 01/75/21 мазут М1. Пратена покана на имејл. Значи не со тендерска документација, туку ова набавка е направена врз база на имејл или пратена покана од Електростопанство Македонија до заинтересираните или компаниите кои тие сметале дека можат да учествуваат на тој тендер. 38.000 тони мазут М1 не е објавен огласот на страната на www.esama.com.mk и е предвидена испорака во првите 5 дена минимално 600 тона дневно и во наредните 35 дена 1000 тона дневно. И тоа не може да го исполни ниту една друга компанија во Република Македонија, освен на РКМ. Зошто? Бидејќи има одредени стратешки договори со ОКТА, со посредство на фирмата Пуцко Петров. Кога седните да анализирате таа компанија, РКМ, таа во 2019 година има вкупна добивка 0. Во 2020 година има вкупна добивка некаде околу 2.077.000. Значи, некаде околу 600.000 е 10.000 евра, 1,2 милиона некаде околу 20.000 евра, тука значи некаде околу 30.000, 33-34.000 евра е добивката на фирмата 2020 година. 2021 година добивката на фирмата се зголемува на 13 милиона евра и веќе 2022, гледате кој драматичен скок. Вкупната добивка е 384 милиони евра, значи повеќе од 6 милиони евра е вкупната добивка на таа фирма. Во 2022 година е купо-продажната трансакција, кога за 65 или 66% акции во таа компанија, Салковски плаќа околу 24, според порталот 360, плаќа околу 24.000 евра. Значи за фирма која има добивка таа година поголема од 6 милиони евра, платени се за 66%, се само 24.000 евра. И 2023 година вкупната добивка некаде 193 милиони денари или некаде околу нешто повеќе од 3,1-3,2 милиони евра. Еве погледнете да пример каква е структурата на таа компанија. 2019 година има еден вработен. 2020 има 2 вработени, 2021 има 2 вработени, веќе 2022 има 7 вработени, 2023 година има 7 вработени. И сега нели доаѓаме до повторно на прашање дали е тоа легално и дали е тоа легитимно. Кога вака ќе ви ги презентирам бројките, тогаш нешто не дека смрди, корни, но кога ќе влезете во судница и кога ќе отворите судски процес, вие треба да докажете дека тоа е намерно, свесно направено за да биде изиграна државата. Вие гледате како беше она изјава на оној представник на Хелсиншкиот комитет, Бугарскиот Хелсиншки комитет, кој во емисијата во Центар велеше и нели го анализираше менталитетот на шопите или на бугарите. Тие гледат во зоолошка градина жирафа, тоа е како вели животното со дългата шија, и го гледат дека постои, но не може да прифата дека има такво животно со тако долг врат или таква долга шија. Нешто слично и конкретно тука во овој случај. Вие гледате нешто смрди, нешто корни, но обвинителката смета дека тоа тешко може да се докаже. Знаете, оние напади, избрана во мандат на СДСМ, избрана во мандат на ДОИ, да, тоа е направено во мандат на СДСМ, во мандат на ДОИ, мислам дека Бојан Маричев беше министер за правда, не дека тој ја има избрано, туку дека тој има трпено притисоци или во негов мандат е целата таа операција правена, но мислам дека сега обвинителката многу повеќе има комуникација, да не речем има одлична комуникација со премиерот Христијан Мицкоски, во споредба со било кој друг политички субјект во Република Македонија. Така што ако некој вршел во наводници влијание, тоа не бил ни Али Ахмети, а уште помалку Венко Филипче, а веројатно многу малку, иако тоа не се исклучува, Зоран Заев, така што целата таа операција која почна од 2025 година, која треба своје финале да има 2026 година, и мислам дека сега ова што им се случува на тие 11 лица во целата ова афера Мазут, тие сега 2026 година поминуваат низ многу посериозна харанга од 2025 година кога бија испратени на топал оброк 3 пати на ден, бидејќи тие се осудени
од македонската јавност тука веќе никакво судење не помага, дали се виновни, дали не се виновни, тоа е апсолутно ирелевантно. Тие се судени. Сега само треба да се најде суд кој ќе треба тоа да го легитимира. Дали ова обвинителка или некоја друга обвинителка, гледате, Ленче Ристовска сметаше, најде друга обвинителка, можеби ќе се најде сега некоја друга обвинителка или некој друг обвинител, барем тоа во Република Македонија лесно може да се направи. Мицкоски кој можеби влегол во процес да се пазари или да сака да зачува одредена веќе постоечка бизнис структура, под притисок на гневот, бесот, експлозијата на јавноста, сега мора да се прилагодува, па да глуми Александар Вучич, да му се јавува на јавниот обвинител кој го избра пред 2 месеци, да влегува грлом во јагоде, значи од еден прекршок да влага во уште поголем прекршок, и некој, гледате, го троши на батерии Христијан Мицкоски, го троши Ислам Абази, го троши Али Ахмети, кој, тој што всушност се собори владата на СДСМ и на ДОИ. Тоа е некоја помокна структура и од Мицкоски и од Али Ахмети. Тоа може да биде само една структура, длабоката држава во Република Македонија. Дали Антонио Милошевски или Милошовски може да го води тој процес? Чисто се сомневам, но не ја отфрлам таа можност. Не ја отфрлам бидејќи секогаш зад Милошовски може да стои многу помокна политичка фигура. На времето била доста Димовска, бил Љупчо Георгиевски, биле некои софиски структури, може би сега е Никола Груевски. Игор Филков пред една година, после на размена на навреди или конфронтации со Антонио Милошевски, го обвини Милошевски дека е кусурот на Никола Груевски. Дали Никола Груевски одбара преку Милошевски да се замеша во целата ова структура и што се вели, или како пишуваше Никола Клюсев, крачка по крачка да го троши легитимитетот на Христијан Мицкоски, тој падна веќе по 25-24% на доверба неговата политичка партија, се подготвува за предвремени парламентарни избори во Република Македонија. Гледате, одредени анкетомани од типот на Мицкоски, секој зголемување или намалување на довербата драматично го доживуваат. Над глава му виси аферата Виктор Орбан. Гледате што прави Петар Маџар. Не сака да му исплати отпремнина на Виктор Орбан во висина некаде 105.000 евра или 39 милиони форинти. И што тоа ви покажува? Дека е подготвен да оди до крај. Има одредени шпекулации дека 3 представници на обвинителството, унгарското јавно обвинителство, се дојдени тука во Република Македонија, дека испратили одредени дописи, колку е тоа точно ќе покаже нели наредната истрага или периодот кој следи, дека се испратени одредени дописи до одредени институции во Република Македонија, дека тие се заинтересирани за одредена истрага поврзана со тој кредит во висина од 1 милиарда евра, унгарски кредит влада кој е одобрен пред 1,5 година на македонската влада. Значи, ако не му исплаќа отпремнина која е законска обврска на Виктор Орбан, тогаш Петар Маџар е спремен и подготвен да оди до крај. Гледате, тоа виси како знак на прашалник на главата на Христијан Мицкоски. Атомски с десна или атомски с лева, значи овој во конкретниот случај бил атомски од Будимпешта. Дали Антонио Милошевски е одбран да биде играчот? Значи Мокник се враќа или повторно јава, се враќа на главната сцена. Ако вие погледнете, Панче Тошковски многу малку се изјаснуваше или многу малку коментираше кога беа оние расправи околу иднината на специјалното јавно обвинителство. Значи имате афера Катица Јанева, Боки 13, поставка на Катица Јанева, па затварање на специјалното јавно обвинителство и клучната битка Кейт Мири Брнс е тогаш амбасадорка на Америка во Република Македонија. Главната битка е да не пропаднат случаите на специјалното јавно обвинителство, туку тие случаи после затварањето на специјалното јавно обвинителство да бидат префрлени во регуларното, во наводници, регуларното јавно обвинителство во Република Македонија. Ако не се лажам, тогаш председател на правна комисија на ВМРО-ДПМН беше Тони Менкиновски, тој учествуваше на тие преговори, а Антонио Милошевски, како политички репрезент и представник на ВМРО-ДПМН, исто така учествуваше во тие преговори. Па дури во неформални разговори Антонио Милошевски во наводници се фалеше дека тој е еден од луѓето кои учествуваат во затварање на специјалното јавно обвинителство. Гледате сега, Антонио Милошевски, кој беше на удар на специјалното јавно обвинителство, аферата Мокник, оние разговори вистината за Македонија кој ги беше Зоран Заев, како се јавува на обвинители, како им диктира пресуди,
што треба да прават, како треба да прават и така натаму и така натаму. И тоа се случува за одредени општински згради, Пласница или регионот на Кичево, токму тамо од каде што потекнува фирмата Пуцко Петрол, можеби ова да е освета на Антонио Милошевски за тоа што го помина преку истраги на специјалната обвинителство за фирмата Пуцко Петрол. Може, но и не мора, нели така пишувавме во комунизмот. Но клучно е прашањето дали Милошевски има толку капацитет да изврши притисок врз структурите на ВМРО-ДПМН, дека ако тие не се спротистават на оваа афера, ќе изгуба 3, 4, 5 пратеници на следните парламентарни избори во Република Македонија. А знаете, ако ВМРО има помалку 5 пратеника, тогаш Христијан Мицкоски ќе нема комотно владење. Ако Мицкоски нема комотно владење, тогаш нема да се однесува така кападахиски, како што се однесува кон коалицијата Влени и коалицијата Вреди, тогаш Дуи им влегува во власта и тогаш Дуи ќе почне да поставува одредени услови, протести по скопски улици, одредени испити кои треба да се полагаат така натаму, дали на македонски, дали на албански. Тоа е нели еден фолклор кој секогаш го следи тоа правење на коалиција помеѓу ДОИ и помеѓу ВМРО-ДПМН, тоа треба да се случи нели наредната година. Значи, да се вратиме на прашањето кое го поставивме. Дали Антонио Милошевски е доволно капацитетен или дали Антонио Милошевски е избран како стар ВМРО-вец да биде фронтмен на целиот овој процес и тој всушност да растури одреден договор на структури на ВМРО, структури на ДУИ и структури на СДСМ поврзани со оваа афера. А ако Антонио Милошевски навистина тоа го прави, тогаш нели клучно е прашањето кој стои позад Антонио Милошевски? Сашо Мјалков, Никола Груевски, олигархискиот капитал, длабоката држава Република Македонија. Тоа е конфликтот. Две мокни структури и мене живо ме интересира како ќе се договорат и ако не се договорат, каков ќе биде резултатот следната година. Не СДСМ ВМРО-ДПМН, длабоката држава и Христијан Мицкоски кој очигледно во еден период можеби ги влошил своите односи со таа длабока држава. Дали ви значат имињата Лазар Ѓоргиевски и Бојан Богоевски? Мене не, веројатно и на поголем дел од вас. Освен вие кои сте адвокати не ви значат ништо. Лазар Ѓоргиевски во неделата или викендот е избран за нов прв човек на Адвокатската комора на Република Македонија. После 2 мандати на таа функција на Љубомир Михайловски Џанго, тој дојде на чело на Адвокатската комора. Белак независен кандидат, неговиот против кандидат, кој не успева да влезе ниту во управен одбор на Адвокатската комора на Република Македонија, е силно поддржан од Мицковски, силно поддржан од владачката структура во Република Македонија. И вие имате реприза во 10 дена, кога кандидатот на Мицковски не успева да победи во трката за ректор на Скопскиот универзитет, и сега фаворитот на Мицковски не успева да победи во трката за прв човек на Адвокатската комора на Република Македонија. Тоа не покажува колку е силна опозицијата. Не покажува ни колку е слаба власта во Република Македонија. Току колку на независната македонска јавност, а адвокатите се секогаш перјаница или лакмус на таа независна македонска, југословенска, било која јавност, посебно во Источна Европа, колку им е збогтисано од ВМРО, од СДСМ, од ДУИ, колку им е збогтисано од партиските нормативи или партиските задачи кој треба да биде на чело нова, кој треба да биде на чело нова институција. Ако се вратиме наназад во мандат или во време на СФР Југославија, Јосип Брос Тито и така натаму, главната опозиција на Јосип Брос Тито биле секогаш адвокатите. Тие биле на одредени функции, Раселови, други некакви комисии, така натаму и така натаму. Тие биле перјаница на процесите кои предходат на распадот на СФР Југославија и сега гледате имате вриење универзитет, кој не го контролира ВМРО-ДПМН, адвокатска комора кој не контролира ВМРО-ДПМН, знаете, тоа може да не се рефлектира на следните парламентарни, предвремени парламентарни избори во Република Македонија. Но секој аналитичар не може да ги пренебрегне тие процеси. Тие сигнали кои стигат до мене, до вас, до сите други. Значи, тие сигнали ние не можеме да ги ставиме под тепих, да ги ставиме ад акта. И прито тој процес не го води Заев, не го води Венко Филипче, не го води ова екипа за промени во СДСМ, не го води Дуи со онија. Гледате, тие се прегазени од времето. Протести на скопски улици, тепачки, албански, македонски јазик. Гледате, тоа е толку пасе, тоа е толку прегазено од времето и ова независна јавност
крика гласно и ви порачува достани од вас. Универзитетот се крена, иако тамо дури и зависат од државата и од власта и не може тоа толку еклатантно да го направат, овде, мислам, кај адвокатската комора е уште поеклатантно. Значи, никој не ги лобира. Самите се организираат, преку глава им е дојдено. Сака да живеат во нормална држава. Со партиски стеги на ВМРО, со партиски стеги на ДУИ, со партиски стеги на Заевото, СДСМ, тие не може да живеат во наводници во независна и нормална држава и мислам дека овие пораки кои стигаат до политичките партии се многу сериозни пораки. Јас ги третирам како многу сериозни пораки, затоа сакам и да ги споделам со вас. Ова беше нашата вечерашна анализа. Во недела одлично интервју, нова анализа вторник 2 часот и 30 минути, нема да има вонредна анализа, освен ако нешто катастрофално не се случи во Република Македонија, бидејќи имавме две вонредни анализи, ќе се навикнете на две анализи неделно и ќе биде тумач, тешко е да се прават две анализи неделно, така што ново дружење, недела и вторник, до тогаш пријатна вечер Македонија, каде и да си.